Верба, а не страф е насловена трибината со која Инервил клубот Скопје Европеја ќе го одбележи розевиот октомври. Преку неколку активности денеска во 19 часот уште еднаш ќе се говори гласно за неопходноста од грижата за женското здравје. Кристина? Токму на оваа тема разговараме со Светлана Караѓузова, председател на Инервил клубот Европеја Скопје и Тања Поленак, член на клубот. Добро утро, мои дами, добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Октомври споминавме месец кога редовно зборуваме за грижата за женското здравје, иако во ова брзо секојдневие кога се ни е поголем приоритет од здравјето, се погласно треба да говориме колку треба да мислиме на себе. Така е. Значи, треба да мислиме на себе, треба да мислиме, како што кажавте и предходно, 365 дена во годината, не само во овој месец, не само за женското здравје, кое што е тема на овој месец, нели, како меѓународен ден на борба нели, за против карцином на дојка. Ајде да, кога сме кај женското здравје, малку на страна од темата, ќе одам да кажам за женската организација Инервил клуб Скопје Европеја, која што е дел од Инервил International, меѓународно семејство на Инервил клубови, кое што постои точно 100 години. Во 1924 година во јануари е првиот состанок на Инервил, женска организација, затоа што уствари таму се членки само жени. Настаната е како една паралела на ротари клубовите, бидејќи во тоа време кога е формирана, членови на ротари клубовите биле само мажи, така што жените се организираат во една ваква организација која што еве 100 години е резервирана само за жени. На тема здравје, на тема подигнување на свест за разни прашања општествени, нашиот клуб веќе години, значи постоиме од 2016 година, сите овие години организираме вакви трибини, теми, како што е денешнава. Значи, се посветуваме на подигнување на свеста на граѓаните за одредени општествени прашања. Дали е тоа, еве, во конкретниот случај, како што е подигнување на свеста за борба против карциномот на дојка, сме имале трибини за подигнување на свеста за борба против врсничкото насилство, за борба против говорот на омраза, за борба толеранција помеѓу еднаквост помеѓу полови, дискриминација и така натака. Да, тоа се актуелни теми кои што баш со задоволство сакаме да ги организираме и да помогнеме таму каде што можеме да помогнеме да допреме до свест. А денеска жените за жените. Денес за жените. Да, денес богата агенда за да се одбележи денот, да се испратат символично пораките. Се почнува во 19 часот и 15 минути, ќе има проекција на краткометражниот филм Приказната за Анита. Во Хотел Парк. Да, во Хотел Парк. Тој е еден краток филм кој зборува за една млада жена која, така како секој пат кога ни доаѓаат вакви страшни диагнози од небо, дознава дека е болна и на почетокот приказната и целата и вака естетски делува многу страшно, затоа што гледаме како таа се бори со поддршка од мајка и вереникот, меѓутоа е со хепи енд, затоа што таа на време ја открива болеста, го поминува целиот протокол на лечење, меѓутоа на крај завршува среќно, си се зимаат, нели, како во сите убави приказни на крајот, и е исто како една порака, демек прегледувајте се, водите сметка за себе. Оно што треба да се слушне, задолжително да се слушне, е панел дискусијата на која што ќе се обратат најдобрите меѓу најдобрите во фелата. Што се ќе се случува, во колку почнува и ајде да кажеме кој се ќе биде делот од дискусијата. Па сега почнува во 19 часот. 30. Не, во 19 часот. Да се прибереме. Нели, да си кажеме ние 18:45 со доцнење
занимања така и нас секогаш. Значи 19 часот треба да се тие што се заинтересирани, треба да се да бидат таму, потоа ќе го пуштиме филм, краток филм и ќе бидат гости доктор Митко Караѓозов, тораковаскуларен хирург, доктор Владимир Ортаков, психијатар, професор доктор Дженгис Јашар, патолог, професор доктор Боро Џонов, пластичен хирург, доктор Марина Илјовска, онколог, актуелни и поранешни пациенти кои преживеале и да споделат своите искуства за борбата со ракот. Вела дека човекот како ќе се соочи со предизвик, од како ќе добие дијагноза како од небо падната, што кажавте вие неочекувано, велат се менува на подобро. Некако прифаќа дека треба да биде тука и за другите луѓе да ги пренесува пораките. Колку сето ова низ години ве искалеми и како се чувствувате од позиција, знаејќи дека сте голема поддршка за жените кои што поминуваат низ вакви состојби? И размислувате ли како било некогаш кога ја немале оваа поддршка која што денес заедно здружено ја давате и ја добивате? Знаете како во приказната карциномска болест не го допира само пациентот кој е болен, го допира целото семејство. Сите ние, ако не ние лично, сме имале некој близок во семејството кој бил заболен и не можете да не би останете допрени и да не се ангажирате или приватно, или во вакви организации за да испратиме порака дека треба да се обрне внимание, дека не треба тоа да стои ставот, тоа на некој друг му се случува. Јас немам никој во семејството кој е заболен од рак на дојката. Например, постои еден податок дека најголемиот број на рак на дојки кој е прв како карциномска болест кај жените, преку 99% заболуваат жени, многу мал процент, помалку од 1% заболуваат мажи. Меѓутоа и оние мажи кои ќе заболат се иско може да ја пренесат болеста во генетиката на семејството. Затоа и го имаме овој гостин патолог тука што доктор Јашар да ни каже што е тоа, кои се новините во медицината, што може да се направи за однапред да знаеме колку сме изложени. И не само тоа што спомнавте и поддршката од семејството, секако и од околината мислам дека многу важна и многу може да помогне во целиот процес на оздравување. Апсолутно, да. И сега, за да завршиме, пак ќе завршиме со статистика. Ако според статистиките, 1 од 14 жени со рак на дојка е под 40 годишна возраст, кога се диагностицира, и 1 од 8 жени диагностицирани со рак на дојка е помлада од 45 кога е диагностицирана. Сметате ли дека доволно гласно се говори на овие теми? И што е тоа што и ние како поединци, но и државата системски треба да го направи за да ги менуваме статистикиве на подобра? Ние може би зборуваме гласно за популација на наша возраст, на жени да речеме од 30 години. Денеска има жени кои во текот на бременоста им се диагностицира карцином на дојка. Јас се сеќавам дека пред едно 10-15 години првата пациентка која имаше 18 години во болницата беа шокирани колку е млада, а сега тоа се почесто и почесто се случува. И сега ќе кажам како искуство, како поранашен професор по англиски јазик во гимназијата Ѓорѓи Димитров, како класен раководител ние добиваме теми на кои разговараме на класните часови да им обрнеме внимание на децата. Никој пат до сега не сме имале тема да зборуваме за карцином на дојката, посебно да речеме во октомври. И тука нешто сигурно може да се направи. Да се носат розови панделки, да се зборува на еден класен час, да ги натераме девојките да се прегледаат, да ги натераме момчињата да ги замолат мајките или сестрите да отидат на доктор. Можеби не е лоша идеја, можеби државата има стратегија, сега не можам да знам тоа, меѓутоа, да речеме во 4-та година од гимназија, да ги однесе децата, девојките на систематски преглед, кој ќе биде само концентриран на некакво ехо. Тоа е одлична идеја, да. Еве сега имаме министерка за образование, која е жена, имаме председателка, нели жена, не е лошо да се направи тоа. Тоа е дел од културата на живењето и така се учи.
Ама културата мора да ја ние да ги научиме. Мора да Гледате ги во Англија научиме. кога Добро. има И- копи дейсите еве, носат. Да, Така е. сосем Оние- накусо за крај, ние зборуваме нели за култура што треба ние како совесни граѓани да правиме, но колку здравството е подготвено да одговори на овие кампањи. И тоа е кај нас? прашање. И таа страна е многу важна. Ако Таа е. не може... За ако сега нема како се капацитет, менеджираат така е. работите според вас? Па, Или слушаме разни проблеми, се надеваме дека нешто ќе се Нешто ќе Има се негов подобри, министар да. за здравство, Да. па Да. и на оваа тема Дека треба да ќе- се да, размислува да. апсолутно. Ќе се ви помине. благодариме. Ви благодариме, Благодариме и вам. убав помен Благодариме. посакуваме вечери, се разбира по завршувањето на панел дискусијата со некој од експертите и овде да ни дојдете во Благодарам. студиото. Благодариме. Па, многу.